Ова стварно не е сон, е вистина и ќе се наврата малце на времето кога почнавме да создаваме вакви мерки заедно со Јован, со бившиот вице-премиер, со председателот на владата во склоп на планот за економски раст. И се сеќавам дека имаше многу скептични луѓе во тоа време и не критикува и по медиуми и по емисии дека Фондот за иновации и технолошки развој нема да успее со овие идеи кои се предвидени во склоп на третиот столб на планот за економски раст. Ако пред 3 години државата не одвојуваше повеќе од 1.500.000 евра за стартап бизниси, за млади луѓе на Северна Македонија, само во период од една година, мислам, ако не сгрешам, го зголемивме буџетот на 10 милиони евра и еве денеска сите тука сме заедно на 100 млади компании кои веќе започнале бизнис, и тоа бизнис кој ги покажува првите успешни резултати, и тоа во време на пандемија. Тоа стварно е задоволство за мене како министер за економија, но ние во уште потесна соработка со фондот во иднина нема да застанеме само тука. Јас сум убеден дека веќе од наредната година ќе почнеме да го зголемиме и буџетот за фондот, имајќи ги во предвид овие одлични успешни приказни, но дополнително на тоа во програмата сме предвиделе и стартап село, со која заеднички веруваме дека ќе дадеме дополнителна можност на нашите млади да основат компании, а секако дека првично тие трошоци да ги превземе владата на Северна Македонија. Моментално Министерството за економија веќе го доставил во собраниска процедура и измените и дополнувањата на Законот за трговски друштва, каде што е предвидено да се основа компанија со 1 евро, која ќе биде секако во помош на креативни млади луѓе кои имат идеи за основање на бизнис, и на таков начин ние веруваме дека ако сега се 80 и нешто компании, тие во наредниот период ќе растат на стотици компании, па зошто не и на илјадици. Јас би сакал првично да ви честитам за храброста во овој период да ги почнувате, но истовремено некои бизнисите и да ги завршуваат нивните инвестиции, а со тоа да почнуваат да креираат и нови бизнис модели во склоп на нивните бизниси, а со тоа секако дека да станат конкурентни не само во пазарот на нашата држава. Преку ваква една идеја мала, со многу мал влог, може да се стане и голема компанија во глобални рамки. Јас сум убеден дека ние имаме многу добри млади луѓе кои имат идеи, само им треба да ги охрабруваме, да им даваме можност, да не ги спречиме во исполнување на нивните идеи, а на таков начин ќе креираме и подобра економија за нашата држава, но истовремено и подобар животен стандард за нашите граѓани. Ќе креираме подобри платени работни места, како што ги презентираше и директорот, а на тој начин ќе направиме секако дека поуспешна држава за сите нас, а утре дента секако дека е и за нашите деца. Затоа, уште еднаш, честито за успешните проекти, за храброста што сте ја покажале, на таков начин да продолжиме сите заедно да работиме, пошто само тој е патот на успехот.